Ке ми дозволите најпрвен да го честитам големиот православен христијански празник Пресвета Богородица на православните христијани, да посакам здравје, среќа, успех за нив и нормално за сите граѓани во Македонија, без разлика на вероисповеста. Денеска е голем ден за православните христијани и очекувам она кое што како порака ќе пристигне и од храмовите, но и од политичарите, да биде порака на обединување, не порака на поделби, порака на надеж, а не порака на разочарување, како што за жал е денешното секојдневие. Ова се моменти кога навистина сите ние треба да се надминеме себе си, да ги надминеме нашите разлики, без разлика дали се тоа политички и човечки, да си подадеме рака еден на друг и еден на друг да бидеме пријател. Јас сум денеска овде во Берово, потоа продолжувам во Пробиштип, продолжувам и во Крива Паланка. Ја користам ова прилика исто така да го честитам и денот на рударите, но ние кои што секојдневно се во рударските окна, кои што се борат да ги прехранат своите семејства, а додадената вредност која што ја генерираат во економијата во Македонија, практично да овозможат подобар живот за сите граѓани во Македонија. Господине Мицкоски, вчера ја обванивте коалицијата со Алијанса и Алтернатива. Ваш коментар? Па тоа е еден историски чекор и за ВМРО ДПМН, но и за Македонија. Направивме коалиција уште пред првиот круг во локалните избори во определени градови, ќе се поддржуваме во определени општини, ќе се поддржуваме на ниво на кандидати за градоначалници. Договорено е таму каде што коалицијата Алтернатива и Алијанса ќе има кандидат за градоначалник ВМРО ДПМН да не кандидира и обратно, таму каде што ќе има ВМРО ДПМН коалицијата Алијанса и Алтернатива да не кандидира, се разбира во тие општини каде што таа соработка е договорена. Така што очекувам оваа коалиција да ги победи поделбите, безнадежноста, криминалот, корупцијата, безидејноста, неспособноста, немањето визија и стратегија за развој на Македонија. Историски момент за сите граѓани, без разлика на етничката припадност, да покажеме дека навистина Македонија има можности и со други политичари кои што се надвор од матрицата на СДСМ и ДУИ, и дека може поинаку, и дека не треба да се губи надежта, и дека најдобрите времења допро доаѓаат. Деноден сме сведоци дека власта се расипнува. Која е вашата порака што имате да го патите? Па јас нема да бидам како СДСМ и да го коментирам нашиот политички противник, тоа си е нивна работа. Од она кој што го слушам од медиумите, двајца нивни актуелни градоначалници практично ќе настапат на овие избори како кандидати кои што ќе бидат поддржани од група избирачи или така наречени независни кандидати. Она што е важно е дека доаѓа крајот на оваа неспособна власт предводена од коалицијата СДСМ и ДУИ. Ќе повторам уште еднашка, не треба да губат надеж граѓаните. Најдобрите времења за Македонија допро доаѓаат, времења на просперитет, времења кои што ќе носат со себе суштински реформи, структурни реформи и кои што ќе однесат Македонија онаму каде што е местото, а тоа е богата, просперитетна држава за сите луѓе во неја, односно Македонија за сите луѓе. А како ги коментирате кандидатите за градоначалници кои што ги обзани СДСМ до сега? Па стари истрошени луѓе од времето на транзицијата, посебно не можев да се изначудам на некои нивни кадровски решенија кои што во изминатиот период се покажаа како комплетно неспособни. Граѓаните во тие општини генерално го делат тоа мислење и преку анкетите, но и јавно кога коментираат пред медиумите во камера дека тие луѓе комплетно изневерија довербата која што пред 4 години беше дадена. Претпоставувам дека раководството на СДСМ одлучило да води некој си надмен имат со граѓаните во тие општини, но на 17 октомври ќе дојде казната од граѓаните во тие општини. Исто така и во оние општини каде што СДСМ призна дека изминативе 4 години биле неспособни, ништо не направиле за тие општини, како што е таков случајот во Прилеп, каде што кандидираат еден поранешен долгогодишен пратеник, шеф на пратеничка група, малку беше министер, па малку директор на царина, сега сака да биде малку градоначалник, но тоа ќе биде најверојатно и неговиот крај на политичката кариера, а потоа следи одговорноста за тоа како министерувал и како директорувал во царината, треба да е свесен.